Во 2005 година на Бранко Црвенковски му се достави бомба, ја отвори Фокус и се придружија десетина други медиуми. Имено Фокус и Никола Младенов покажаа дека имаат швајцарски сметки, црно на бело, со бројки, на кои Црвенковски и Хари Костов, двајцата премиери од СДСМ, Црвенковски председател, а Хари Костов актуелен, имаат сметки во странство со 12 милиони долари. И тогаш, јас лично, во вечер пишував текстови, а на Сител говорев и давав прилози дека не може така да се игра. Дека многу лесно може да се фалсификува странска сметка. На Сител тоа го направивме и сега ќе видите на прилогот кој следи како ретро што се случувало. Сум го бранил Црвенковски и Хари Костов, иако баш не се милуваме многу со нив. Како што сега велам, и против луѓето кои сега се изнесуваат, од никого потврдени и од никого докажани, телефонски скрипти, телефонски разговори и транскрипти од истите, е кривично дело. Ако Заев сака, еве кога ќе почне игранка во понеделник, ја ќе му понудам со мој раце и со моје знаење да му направам снимка дека имал љубовен однос и тоа групњак со Сораја. Сака да му дадам снимка и транскрипт дека примал пари од исламистите од ИСИС. Што сака Заев, ќе му направам за само еден ден. Со негов глас, со Сораја, со овкање, со стенкање, со тој третиот, што не знаеме дали бил со Заев, дали со Сораја. Се може да направиме. Никој тоа нема да го докаже, ама народ ќе се забавува. Ако сакате забава, дајте ни платете некоја серија, макар и турска да е, а не на овој начин. Да видиме 2005 како ние ги браневме принципите кога беше Црвенковски и Хари Костов засегнат. СДСМ молчеше. Ние не молчевме ни тогаш, ни сега. Велиме, играње со држава на овој начин ни за Никола Младенов, ни за Зоран Заев не смее да има.